Добре дојдовте на 30-тото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Бидејќи привршуваме со снимањето на видеата од ниво А1 по германски јазик, во ова видео ќе опфатиме за дополнителна граматика од ниво А1. Ќе објасниме за безличната именка man, потоа за безличното има или es gibt, за gern, инверзија во реченицата и ќе завршиме со welche Fragen, односно со прашање на избор. Во видеото ќе опфатиме голем број на реченици, како пример и како вежби. Да започнеме. Man или безлична именка. Што е man и која е разликата меѓу man и man со две на букви? Man е безлична именка, односно неопределена заменка. Спаѓа во индефинит прономен. А man со две на букви во превод значи човек, маж или сопруг. А man со една буква Н означува некој или кој било. Двата збора не се со исто значење. Кога се користи безличната именка man? Кога не се зборува за одредена личност. Односно, кога не постои вршител на дејството во реченицата. Да видиме два примери. Овде не смее да се носат кучиња. Hier darf man Hunde nicht mitnehmen. Во оваа реченица можеме да забележиме дека нема вршител на дејство. И уште еден пример, потоа треба да се земе кусурот. Dann muss man das Wechselgeld nehmen. Исто тука нема вршител на дејство. Како се користи безличната именка man во реченица? Man се пишува секогаш со мала буква. А исклучок е кога е на почеток на реченицата. Man секогаш стои на прво или трето место во реченицата, бидејќи стои на местото на подметот, па местото му варира исто како подметот. За man секогаш се зборува во исто лице, број и падеж. Односно се зборува во трето лице зингулар или еднина, во падежот номинатив. За акузатив и датив, man ја променува својата форма, но тоа подетално ќе го објасниме во некој од видеата за А2. Поточно за индефинит прономен. Да видиме некој пример. Овде не смее да се носат кучиња. Hier darf man Hunde nicht mitnehmen. Не смее овде да се носат кучиња. Man darf hier Hunde nicht mitnehmen. Двете реченици имаат исто значење. Во едната реченица, односно во првата, man го пишуваме со мала буква, според правилата, а во втората со голема буква, бидејќи стои на почеток на реченицата. Исто така, во едната реченица, man стои на прво место, а во другата реченица на трето место. Исто како да е подмет. А сега да видиме примери. Прво за расказни реченици. Zuerst muss man das Ziel wählen. Прво треба да се избере цел. Wenn man eine Sprache lernt, sollte man jeden Tag etwas in der Sprache lesen. Кога се учи јазик,
треба секој ден нешто на јазикот да се чита. Als Fußballspieler muss man täglich trainieren. Како фудбалер мора секојдневно да се тренира. Во сите овие реченици немаме личност или вршител на дејство, па затоа го користиме man. Расказни реченици со негација. Man darf hier nicht parken. Не смее овде да се паркира. Hier darf man nicht rauchen. Овде не смее да се пуши. А сега да видиме ja, nein fragen или прашања со да и не. Muss man an der Kasse bezahlen? Мора ли на касата да се плати? Kann man hier sitzen? Може ли овде да се седни? И последни примери се со V-fragen или прашања со прашален збор. Wo man hier Briefmarken kaufen kann? Каде може тука да се купат поштенски марки? Wie sagt man Hund auf Englisch? Како се кажува куче на англиски? И wie spricht man das Wort aus? Како се изговара овај збор? А сега да направиме мала вежба. Обидете се да го пополните зборот кој недостига, со разлика во тоа што дали имаме man со две на букви или маж, сопруг, човек, или man со една буква, Н или безличната именка. Првата реченица е со една на буква. Man muss Fremdsprachen lernen. Мора да се учат странски јазици. Втората реченица, човекот беше тивок. Der Mann war ruhig. Со две на букви Н. Третата реченица, може овде да се седни. Man kann hier sitzen. Hast du den Mann gesehen? Го видели човекот? Am Sonntag schläft man gern aus. Во недела со задоволство се наспива. Er ist mein Mann. Тој е мој сопруг. И последната реченица, im Sommer muss man viel Wasser trinken. Во лето мора многу вода да се пие. Тоа беше се за man. А сега продолжуваме со es gibt или безличното има. Што е es gibt и која е разликата меѓу es gibt и haben? Es gibt означува безлично има. Es gibt и haben, кој е глаголот има, не се со исто значење. Значи, es gibt не е еднакво на haben. Кога се користи безличното има, es gibt. Кога кажуваме или прашуваме дали има нешто. Но, кога не се зборува за одредена личност.
Да видиме еден пример. Има еден проблем. Es gibt ein Problem. Во оваа реченица не спомнуваме никаква личност. Нема ништо на телевизија. Es gibt nichts im Fernsehen. Исто и во оваа реченица. Како се користи безличното има es gibt во реченица? Субјектот es и глаголот. Во случајот geben или gibt, секогаш треба да стојат еден до друг. Es gibt во реченица има секогаш потреба од акузатив, падежот. Es gibt во случај на прашална реченица се претвора во gibt es. Значи се променуваат местата. Да видиме мал пример. Има интересен филм. Es gibt einen interessanten Film. Значи во случајот филмот е во акузатив и поради тоа имаме einen. Бидејќи филм е der Film, односно машки род, а во акузатив се претвора во den Film. Има ли интересен филм? Gibt es einen interessanten Film? Во ова прашална реченица, es gibt, како што кажавме, се променува во gibt es. И третиот пример, има ли тука паркинг? Gibt es hier einen Parkplatz? А сега да видиме голем број на примери за es gibt да стани појасно. Ке започнеме со расказни реченици. Es gibt Kuchen in der Küche. Има колач во кујната. Es gibt einen Bahnhof in Berlin. Има железничка станица во Берлин. In dieser Stadt gibt es viele Hunde. Во овој град има многу кучиња. Сега да видиме пример со расказни реченици со негација. Es gibt nichts im Fernsehen. Нема ништо на телевизија. Es gibt kein Museum in der Stadt. Нема музеум или музеј во градот. Продолжуваме со да, не прашања. Gibt es hier einen Parkplatz? Има ли тука паркинг? Во оваа реченица користиме акузатив и поради тоа е einen. Gibt es eine U-Bahn-Station in der Nähe? Има ли U-Bahn станица во близина? И wir fragen, was gibt es hier zu essen? Што има тука за јадење? Warum gibt es ein Problem? Зошто има проблем? Wo gibt es ein gutes Restaurant? Каде има добар ресторан? За акузатив, како и за типовите на реченици и прашања, може да ги погледнете останатите видеа од нашиот канал. А сега продолжуваме со една вежба. Обидете се да пополните онему каде што недостига збор, во зависност од тоа дали е потребно да има gibt es gibt или haben.
Што има денес за јадење? Was gibt es heute zu essen? Денес нема дожд. Heute gibt es keinen Regen. Gibt es Fragen? Има ли прашања? Haben Sie Kinder? Имате ли вие деца? Во оваа реченица имаме личност, односно вие, и Kinder или деца, па поради тоа се користи haben. Wir haben Hunger. Ние имаме глад или ние сме гладни. Es gibt viele Leute. Има многу луѓе. In Berlin gibt es gute Bäcker. Во Берлин има еден добар пекар. Anna hat 2 Kinder. Ана има 2 деца. Ich habe einen Freund. Јас имам пријател. Продолжуваме со третиот дел од ова видео, односно за герн. Што означува герн и која е разликата меѓу герн и герне? Значењето на герн во превод е со задоволство или радо би. Не постои разлика меѓу герн и герне, но постојат ситуации каде едниот збор се преферира пред другиот. Значи, герн е еднакво на герне. Кога се користат герн и герне? Се користат кога кажуваме дека некоја работа ја правиме од задоволство. И бидејќи имаат исто значење, може да се користат во исти ситуации. Герн се преферира повеќе во технички говор. Герне повеќе се преферира при секојдневен говор и диалог. Герне се користи и при изразување на задоволство. Например, gerne geschehen. Мое задоволство. Да видиме еден пример. Јас играм со задоволство на компјутер. Ich spiele gern Computer. Или Ich spiele gerne Computer. И втората реченица, јас со задоволство би имал многу пари. Или јас радо би имал многу пари. Ich hätte gern viel Geld. Како се користи герн во реченица? Герн секогаш по правило стои после глаголот или после глагол со негација, а пред именката. Во прашална реченица стои после именката или субјектот. Да видиме некои примери. Тој пее и готви со задоволство. Er singe. Или реченицата може да биде јас пеам и готвам со задоволство. Ich singe und koche gern. Потоа, јас не возам со задоволство точак. Ich fahre nicht gern Fahrrad. Јас не гледам со задоволство телевизија. Ich sehe nicht gern fern. Играш ли со задоволство фудбал? Spielst du gern Fußball?
Што правиш ти со задоволство? Was machst du gerne? Може да се забележи дека gern секогаш стои после глаголот или после негацијата, како што е во горната табела, а пред именката. А во прашална реченица, како во долната табела, стои после именката или субјектот. Сега да видиме мал пример. Ке започнеме со расказни реченици. Ich spiele sehr gern гитаре. Јас свирам со задоволство на гитара. Ich rufe gern meine Eltern an. Јас му се јавувам на родителите со задоволство. Ich hätte gern lange Haare. Јас со задоволство би имал долга коса. Расказни реченици со негација. Was essen Sie nicht gern? Што не јадете вие со задоволство? Nein, ich trinke nicht gern Tee. Не, јас не пијам со задоволство чај. Продолжуваме со Ja, nein fragen. Свириш ли ти со задоволство на гитара? Spielst du gern гитаре? Siehst du gern fern? Гледаш ли ти со задоволство телевизија? И последен пример со фефраген или прашање со прашален збор. Was spielst du gern? Што играш ти со задоволство? Was isst du gern? Што јадеш ти со задоволство? А сега да направиме вежба која е поврзана со gern. Обидете се од дадените зборови да формирате реченица. Ich esse nicht gern Gemüse. Јас не јадам со задоволство зеленчук. Ich hätte gerne ein Stück Kuchen. Јас би сакал едно торта, едно парче колач. Од оваа реченица обидете се да направите, да ги поврзете зборовите и да формирате реченица. Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Можеш ли да ми помогнеш? Да, со задоволство. И од последна реченица од оваа вежба формирате реченица од дадените зборови. Willst du einen Tee? Ja, gerne. Сакаш ли чај? Да, со задоволство. Ова беше првиот дел од видеото за дополнителна граматика на ниво А1. Не заборавајте да го гледате и вториот дел од ова предавање во другото видео. Ви благодариме на вниманието
И ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, subscribe и не заборавајте да го предложите на некој кој сака да го научи јазикот бесплатно.